Во ова издание. Втора шанса на владата во Скопје во борба против криминалот и корупцијата. Аналитичари за приоритетите на новата коалиција. САД повикаа сите притворени демонстранти да бидат ослободени. Народот на Белорусија да му се дозволи да одлучува за својата иднина. За историјата на Републиканската партија. Ке ви кажеме, останете со нас. Добро вечер од Вашингтон, јас сум Јане Бојаджиевски, ова е News Flash на Гласот на Америка на македонски. Резултати, а не маркетинг. Време е за работа, порачуваат експерти од областа на сферата на борбата против криминалот и корупцијата за Гласот на Америка. Мики Трајковски ги сублимира нивните ставови. Ако сега да се справи со организираниот криминал и корупција, новата влада првенствено треба да се насочи кон имплементација во пракса на законската регулатива која ја донесе во претходниот свој мандат, вели поранешната судивка во Судот за човекови права во Страсбур Маргарита Цаца Николовска. Тела има многу и во колку сите од тие почна да работат, мислам дека првиот чекор во таа борба ќе го покажеме. Доволно веќе имаше политички маркетинзи во однос на тоа што ќе се прави, како ќе се прави. Ова е втора шанса на владата во борба против корупцијата. Приоритети треба да бидат зајакнување на капацитетите на институциите, како и меѓуинституционално поврзување на базите на податоци, вели Ване Цветанов, поранешен директор на управата за финансиско разузнавање. Затоа што преку еден софтверски систем, каде што во една база би биле сублимирани потребните податоци од 13-14 институции и со добар софтвер би се таргетирале одредени сомненија за организиран криминал, ќе се минимизира човечкиот фактор. За Цветанов, пред владата и судскиот систем престои сериозен предизвик. Смета дека за поголемите случаи обвинителите е потребно да формираат тимови од луѓе од различни институции. Но да формираат предмети кои што ќе бидат комплетирани, базирани со докази кои што ги докажуваат битијата на кривичните дела. Задолжително мора да се внимава и на стекнатиот бенефит финансиски, односно пронаоѓање на парите кои што биле стекнати од тие кривични дела, за да може да се достават пред судот доволно докази за да следат конфискации. Цаца Николовска пак смета дека е неопходно затварање на сите судски случаи и испитување на имотната состојба на сите јавни функционери, како и начинот на нивно стекнување. Сега веќе судските постапки треба да се тераат. И тука владата апсолутно нема никаква надлежност. И не ни смее да има. И не ни смее да се меша. Укинувањето на специјалното јавно обвинителство не значи дека тие луѓе се ослободени. Ако има докази, ќе се процесуираат. Новата влада ќе има вице-премиер задолжен за борба против корупцијата. Токму тој според најавите треба да биде оној кој што ќе ги координира институциите со цел поголема ефикасност. Лидерот на СДСМ Заев најави дека главни постулати на идната влада ќе бидат владење на правото, борба против криминалот и корупцијата и еднаквост пред законите. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски. По повеќе од 2 неделни протести во Белорусија, приведени се над 50 демонстранти, над 40 новинари. САД ги повикаа властите во Минск да ги ослободат притворените, да му се дозволи на народот во Белорусија да се произнесе за својата иднина. Во Белорусија илјадници демонстранти продолжуваат да протестираат против резултатите од претседателските избори на 9 август, за кој долгогодишниот диктатор Александар Лукашенко тврди дека тој победил. Властите во Минск уапсија 20 членови на Советот за координација кој беше формиран од опозицијата за да преговара за трансфер на власта. Други членови беа повикани на сослушување, вклучително и Марија Колесникова. За Гласот на Америка таа изјави дека народот во Белорусија ја цени поддршката од САД и Европската унија. Ке се обидеме да дојдеме до секој представник да создаде притисок врз Конгресот, за да преземе сериозни чекори против авторитативниот режим на Лукашенко. Претходно, американскиот заменик државен секретар Стивен Бјугон испрати слична порака по разговорите со неговиот литвански колега. Од страна на САД ние го осудуваме кршењето на човековите права, бруталноста што ја видовме во Белорусија по изборите и ја повикуваме владата да ги ослободи сите политички затвореници.
Соединетите држави не можат и нема да одлучуваат за текот на настаните во Белорусија. Тоа е право на белорускиот народ, како што е предвидено во Универзалната повелба на човекови права на Обединетите нации, а исто така и во повелбата на ОПСА. Билгун се состана со белоруската опозицијска лидерка Светлана Тихановскаја, која избега во Литванија со своите деца по заканите по животот. Некои аналитичари велат дека средбата испраќа силен сигнал. Тоа всушност е многу силен став на САД. Тоа покажува дека САД ја гледаат како легитимна. Покажува дека не го поддржуваме Лукашенко и од ја поддржуваме неа, бидејќи се чини дека таа е вистински победник на изборите. Други аналитичари велат дека САД одат по тенка жица. Ги поддржуваат правата на демонстрантите, но не сакаат да ги поддржат напорите на Лукашенко да го искористи изборниот процес како судир на истокот против Западот, што може да предизвика директна руска вмешаност. Ако американската надворешна политика е премногу активна, Русија потенцијално би можела да смета дека се обидуваме да се мешаме во белоруските работи и ќе предизвика тоа што сите се обидуваме да го избегнеме – руска воена интервенција во Белорусија. Симаковски за Гласот на Америка изјави дека верува дека рускиот претседател Владимир Путин се уште не е определен за тоа како сака да одговори на десетиците илјади луѓе кои маршираат на улиците на Белорусија против авторитарниот лидер. За крај на News Flash за Републиканската партија. Каква била нејзината заложба во минатото, но и каква е денес? Го гледавте News Flash, јас сум Јане Бојаджиевски од Гласот на Америка. Со најнови информации посетете нашата веб страница и социјалните медиуми. Пријатна вечер. Се гледаме.